Се зголемува поддршката на американските конгресмени за прием на Македонија во НАТО на самитот на Алијансата во Варшава идната година. 8 месеци по изборот на новиот 114 состав на Американскиот конгрес, 31 конгресмен се потпиша на резолуцијата со која се бара итен прием на Македонија во НАТО. Многу е добро што ова е по втор пат резолуција, но битно е што се предложи одма кога новиот состав на Конгресот започна во јануари, така да од јануари до сега 31 конгресмени ја поддржа и се надеваме на поголема, поширока поддршка, така да имаме речиси до април, мај следната година, но ние очекуваме да побрзо да се изгласа таа резолуција. Групата за пријателство со Македонија во Конгресот бележи најголем број на членови. Пред се сакам да спомнам улогата на македонците во Америка, што активно се вклучија во барање на нивните конгресмени да станат членови на оваа група и така да во последниот месец 4 конгресмени се зачленија на оваа група, така да сега имаме 24 конгресмени, што е најголем број до сега членови на групата. Започнавме со 18 луѓе на почетокот на оваа година, така да 6 конгресмени од почетокот на оваа година се зачленија на оваа група за пријателство со Македонија и пријателство на македонците во Америка. Резолуцијата ќе биде отворена за потпишување уште најмалку една година до самитот на НАТО. Пред одржувањето на самитот, таа ќе биде доставена до американскиот државен секретар Џон Кери и американскиот претседател Барак Обама. Со резолуцијата потпишана од 31 конгресмен се бара личен аранжман на американскиот претседател Барак Обама за прием на Македонија во НАТО на самитот во Варшава идната година. За македонската телевизија од Вашингтон, Ирина Гелевска.